Здраво на сите. Здраво. Здраво Бранимир, здраво Кристина. Јас сум Кирил. Ова е подкаст Гласни идеи, пета серија и се надевам дека ќе биде интересна за вас. Овој подкаст ќе зборуваме за синдикати, за работници и за начинот на кој што се структурираат во медиумите, во местата каде што се одлучува, барањата кои што во последните неколку дена се разговараат и кои што се дел од таа иницијатива во која што Бранимир и Кристина се вклучени. Да кажам и јас дека како дел од Солидарност порано формиравме повелба за солидарност и врз основа на таа платформа сега има десетина синдикати и организации кои што се вклучени во тоа со соодветни барања кои што имаат одредена класична форма како порано, и тоа е добар начин за сега во овакви драматични моменти синдикатите да се застанат под едно знаме, да ги остават политичките партии на страна, да мислат на своето членство, на работничките, на работниците, да ги остават личните конфликти, бидејќи сме слушале многу за тоа, и да настапат како една многу моќна сила. Тоа е многу битно затоа што во подписниците се доста јаки синдикати, но на мене лично ми отсуствува, да речеме, одредена реченица или структура на текстот, каде што ќе се вклучат и други синдикати кои што врз основа на барањата ќе видат дека тоа се исти барања и за нивните членства во други синдикати. Така што тоа е моја порака до вас. Сега ќе коментирам нешто лично. Јас сметам дека без оглед што ова е добар импулс, значи сега во овој момент, сепак мислам дека барањата се меки. Но дискусијата ќе продолжи понатаму во јавноста и така натаму. Ова би било интро. Јас сега би кажал дека во последните неколку дена би сакал да го коментирате тоа. Слушаме веќе во медиумите кои што се прилично одговорни за цела оваа работа, да повикуваат синдикати, работници секојдневно да ги слушаме, тоа не го прават. Слушаме од капиталистичките комори дека од работниците зависи се. Јас се слагам, се зависи од работниците. Ако работниците решат дека нема да работат, нема да има бизниси. Ја слушнавме министерката за финансии како кажа дека мораме ние сето тоа заедно, работниците, од нив зависи се. Како се смени наративот? Зошто дојде до промена на наративот? Бранимир, во твојата, така да речам, не е фамозна, меѓутоа ти се појави во фокусот на јавноста како доктор на науки, така натаму, пред падот на Груевски владата со идејата за прогресивни даноци, имено ако нема прогресивни даноци, нема држава. Владата во која што беше советник, прво го следеше тој неолиберален модел на рамни даноци, потоа влезе со двобрзински данок, кој што не е ништо посебно во обични трошки се тоа, потоа се врати на старата политика. И јас сметам дека било која политички структурирана влада, идеолошки вредносниот систем се даноците. И сега би сакал еден вака структуриран коментар да ми даеш за сите овие работи што ги кажав, па ќе продолжиме понатаму со Кристина. Многу прашања постави, не знам од каде да почнам и не знам дали ќе можам на све да одговорам. Најинтересно ми се виде тоа што го кажа дека се смени некако дискурсот и сега сите зборуваат за работниците, дека ние сите се грижиме за работниците, дека работниците се главни, дека моќта е работниците и слично. Ја мислам дека тоа само изговор, односно на некој начин, како прво глумење лудило, да го наречеме така, дека ние се грижиме за работниците, а во суштина не се грижиме за нив. И второ, префрлање на одговорноста. Као работниците се одговорни, а не се одговорни политичарите. Као луѓето се криви за тоа што се прават гужви, а верниците се криви што одат во црква, а не е крива државата која што воведува полициски час кој што им дава на луѓето, не знам, само 2 сата за да купат наmirници, или државата која што дозволува луѓето да одат во цркви во овој период. Така што тие два момента ги гледам во тоа. Прво, дека глумиме дека се грижиме за работниците, а всушност не се грижиме за нив. И второто, дека сакаме да префрлиме одговорноста, не сме ние криви политичарите, туку се криви луѓето за све ова што се случува. И се ова е всушност според мене дел од неолиберализмот, од приказната за неолиберализмот.
Што е неолиберализмот? Неолиберализам е тип на капитализам, подвид на капиталистичкиот систем, кој што декларативно се залага за тоа економијата да биде слободна, пазарите да бидат слободни, да нема државна интервенција, регулација и слично, ама во суштина се заснова на тоа моќните, големите фирми да ги контролираат економските политики, да поставуваат нивни луѓе на клучни позиции во владата, за да тие носат политики кои што нив им одговараат. Значи, во суштина е тоа целосна спротивност од немешање на државата, тоа е всушност мешање на државата, ама не во интерес на народот, туку во интерес на мала група на моќници. Мислам дека тоа го гледаме и кај нас, не само со оваа влада. Со оваа влада веројатно и помалку од претходно. Кај нас го гледаме 30 години назад, од почетокот. Од транзицијата, знаеме со сите оние транзитиски олигарси кои што се богате преку ноќ, па после тоа и со Љупчовци, Бранковци, со Минчовци, Хари, Костовци и слично, со Груевци, со Пешевци, со сите нив, со Мијалковци, со Камчевци, па дури и со оваа влада, со Кочовци и со ними, цело време и со Азески, цело време го гледаме истиот патерн, со тоа што пак ви кажал дека според мене дури сега е помало влијанието отколку што беше претходно, но во секој случај постојано имаме економски политики кои што се креирани од страна на мала група на богати и моćни луѓе, олигарсите. Како тоа сега одеднаш работниците се битни? Како, од каде сега работниците се појавија на хоризонтот? Не ги гледаме нити во телевизиите, нити во пишани медиуми. Не се битни. Синдикатите нигде ги нема. На управувачката маса, на местото каде што се одлучува, таму синдикатите ги нема. Па да, тоа е поентата, тоа е иронијата што декларативно да работниците се важни, ама во суштина работниците ги нема каде што се креираат политиките. Го имаше, премиерот формираше економски совет. Не функционира тој совет, ја не видов дека нешто направи, ама сепак се формираше еден таков совет од 20 на економисти или што и да се таму луѓе кои што треба да ги креираат економските политики во овој период. Од тие 20 луѓе немаше ни еден работник, немаше ни еден представник на синдикати, немаше ни еден борец за работнички права, немаше практично ни еден економист кој што се залага за работниците. Може би еден, двајца кои што може така да се класифицираат, ама генерално не. А од друга страна ги имаше сите комори, имаше дури некои бизнисмени, богати, големи бизнисмени, кои што не се дел од тие комори. Така што тоа е таа иронија. Викаме дека сме за работниците, а во суштина не сме за работниците. Добро. Убаво интро. Кристина, да проговориме малку за синдикатите. Активно учествуваш во синдикати, синдикални организации, соработуваш со работници на дневна основа. Не знам, дали има некакви поголеми барања периодов од работници? Значи, окей, сега може да зборуваме за делот каде што вие работите, во текстилот, меѓутоа гледаме, да речеме, на парадоксална ситуација, фабриките работат додека се проектира полициски час. Значи, тие што се битни работни места, инвестиции и така натаму, профити, работниците мора да бидат на работно место. Ако не треба да се работи неколку месеца, зошто мора тие луѓе да бидат изложени на непотребни? Би сакал малку еден вака контекст да направиме што се случува во синдикатите на теренот сега. Прво морам да кажам дека очигледно тоа пресли било или не знам што со министерката за финансии. Јас во ниеден момент, ниту во ниедна уредба или заклучок на влада, неа дека некаде се разговара за работниците. Значи, до сега сите уредби, ги пратиме, сите заклучоци на влада, морам да го спомнам тоа, дека ниедна уредба не е донесена која што ставаме збор за работникот. Дури и оние работници кои што беа опфатени со времени мерки, тоа се бремени жени, хронично болни и оние мајки на деца до 10 години. Јас во ниедна уредба, од сите заклучоци, од сите седници на влада кои што се периодов, јас никаде не видов колку треба да изнесува платата. Каде е помошта на владата во месец март, ја имали, ја немали, и сега тоа го гледам овој месец, дека уствари на тие што биле дома си исплаќа плата помало од минималната. Во однос на тоа никаде не слушнав, веројатно можда имам неам слушнато некој прес на министерката за финансии,
Меѓутоа, во ниеден момент не слушнав дека нешто се разговара за работникот. А као зачувување на работни места, да му помогнеме на стопанството на бизнис секторот и тоа е тоа. Значи, тоа можеме да го видиме доколку постојано ги копираме и ги читаме седниците на влада, сите уредби и сите заклучоци. Во однос на тоа. Во врска синдикатите, супер е што платформа почна пак да функционира, која што бевме и пред, не знам, 4-5 години веројатно. Инаку Гласен текстилец не е синдикат, туку е граѓанска организација. Тоа значи дека ингеренциите ни се скоро па никакви. Или она што го правиме е на, не знам, добра волја на работодавачи, на добра волја на инспекторат за труд, на добра волја на синдикати кои што некаде во фирмите ги има. Инаку, значи, претежно овие 4 години работиме на правно описменување, да го речеме, на текстилните работнички, кои што 80% нели во конфекциите се жени. Што се случува во овој период, односно од како почна оваа корона криза, која што, верувате ми, повише осетија работниците од работодавачите, од газдите и од бизнисмените. Мислам, нема тука, не знам, страшно е кога слушам дека колку му е тешко на бизнис секторот, а работниците кажа, окей, ништо не име. Можат они да работат со 50% и да толкуваат, како беше, виша сила. Без ниедна консултација со синдикатот. Без ниедна консултација со граѓански организации. Никаков социјален диалог. Значи, јас морам да ја пофалам оваа влада, и тоа го кажав и пред да разговараме, дека не вклучуваше, имаше некаков социјален диалог, каде што не се чекаа само синдикатите да се мешаат во закони и слично, посебно во моментот кога почна ова работата со новиот закон за работни односи. Бевме повикани, учествувавме, се земаа наши коментари во предвид, бидејќи тоа сме давале коментари во однос на тоа што го гледаме на терен, не измислуваме ние топла вода. Но она што ми беше ептен жал е кога се случи цела оваа ситуација, дека воопшто као граѓански организации, синдикати, не. Тука треба ние да разговараме со бизнес конфедерација, ние треба да разговараме со стопански комори, со гостители, со организација работодавачи. Видов еден економско-социјален совет, може тоа да си каже Дарко Димовски од Сојузот на синдикати на Македонија као репрезентативен синдикат, меѓутоа, она што му го реков е пред неколку дена, Дарко, прв човек си на ССМ, како дозволи да се толкува 50% виша сила за работници кои што не биле на работа, за фирми кои што имаат потешкотија? Каква е таа виша сила? Со кого се разговараше вишата сила? Ама не треба да биде 70, пошто секој пат се зима, нели, она што е како да кажам, што е подобро за работниците. Значи, сакам да кажам дека цело овој процес со корона кризата, од донесувањето на мерките од 10 март па наваму, јас не видов ниту една граѓанска организација, ниту еден синдикат кој што бил консултиран. Јас, колку што ве разбирам, бидејќи имате одредено искуство, нормално работите на терен, не измислувате работи, одите со одредена разумна логика, како што го разбрав Бранимир, мислам, сите видовме, не само Бранимир, да, точно е, сите знаеме во времето на претходната влада немаше апсолутно никаква можност овие идеи да се разговарат. Но еве сега се разговара на тие идеи. Прогресивниот данок, ја сметам, доживеа фијаско, треба одново таа приказна да се роди, но еве приказната за законот за работни односи. Или тоа беше ветување на претходната влада, поминаа 3 години, а ништо тоа не е донесено. Еве, ја мислам и тоа малку да го коментираме. Значи, синдикатите може да кажат генерален штрајк, може да кажат не работиме, може да кажат не доаѓаме на работа. После кризата нормално, се оваа ситуација е као темпирана бомба. И зошто продолжува ваквиот однос од
политичка партија на власт која амблематски се нарекува социјалдемократска, а едноставно ги штити интересите само на крупниот капитал. До кога синдикатите и работниците ова ќе го толерираат? Ја мислам дека синдикатите во оваа криза се пробуваат да бидат конструктивни. Не сака да пробуваат да бидат фер на некој начин, затоа што оваа влада, веројатно прва влада во последниве барем, не знам, 15 години, која што имаше отворен, искрен однос кон синдикатите и веројатно од почит кон тоа не сакаат сега да прават премногу проблеми. Не сакаат да бидат како ние, не знам како да ги наречам, угостителите Петмина кои што излегле на прес, имаат 5 мина, вика дека 15.000 луѓе ќе останале на улица па прават галами и слично, значи не сака да бидат на такви ѓубриња, и едноставно пробуваат да бидат конструктивни во кризава и затоа не сакаат премногу да ја напаѓаат владава и критикуваат јавно, затоа што знаат дека свесни се дека ситуацијава е тешка. Но мислам дека сепак беа малку претивки и дека може да бидат малце погласни. И добро е ова со дописот што се направи, го гледам како многу добар потег, но има таму доста барања, ќе се осврнам на 2-3 кои што сметам дека се главни. Она што најмногу ме на некој начин погоди од целата таа приказна е што дописот беше целосно игнориран. Само една телевизија, јас кога што видов, имаше сторија во вестите за тој допис и тоа беше Алфа. Телевизија Алфа, од која што не би очекувале такво нешто. Знаете, тоа секогаш била телевизија која што е против, да кажеме, работниците и све. Овие други, да ги кажеме, телевизии кои што се про работниците, кои што беа важе барем за такви, изминативе, не знам, 5-6 години, ништо не направија. Ја објавија веста на нивните сајтови, ама во вестите ништо не објавија. Кога излегуваат 5 мина угостители, прават цели истории за тоа, кога излегуваат 10 синдикати со 300.000 работници членови на тие синдикати, ништо не прават. Значи, тоа е непочит кон синдикатите, кон синдикалното движење и кон работниците. Така што мене тоа највише ме погоди. Сакав да се осврнем околу барањата, конкретните барања, и ти го постави тоа како прашање. Значи, главните барања според мене, таму имаше десетина барања, но најважните според мене беше, првото беше да не се дава државна помош на фирми кои што отпуштиле работници изминативе неколку недели. Зошто? Затоа што владата го постави условот за неотпуштање работници од момент на добивање на помош. Значи, јас сум фирма, аплицирам на 17 април за државна помош и ако добијам државна помош сега, до јули, според ново, нема да можам да отпуштам работници. Ако отпуштам, ќе треба да ги вратам парите. Ама, јас сум можел во изминативе 2-3 недели да отпуштам работници. Значи, сите оние работници кои што јас сум сакал да ги отпуштам поради кризата, ја имам право да ги отпуштам и пак да добиам помош. Одново за како ништо. Сега, барањето на синдикатите тука беше да се услови давањето на поддршката со број на вработени крај на февруари, односно наместо да гласи во уредбата од моментот на аплицирање на помош, да гласи од крајот на февруари. Значи, тоа се 3 збора да смениш во уредба, а правиш огромна промена. Значи, ќе спречиш да има отпуштање на работници. Ќе вратиш на работа, не знам колку, ама 100.000 луѓе, не знам колку. Значи, многу едноставно барање, кој што може многу лесно да се имплементира, ама ете, гледаме дека ништо не се случува. Второ, многу важно барање според мене, многу луѓе остана во оваа криза, можеби не се тој илјадници луѓе, не знам колку се, ама има луѓе, и мене ми пишуваат скоро секој ден, останаа без работа поради спогодбено раскинување на договорите. Едноставно, газдите им кажа, морам да затворам, немам пари, еве ти спогодбено да подпишеме и иди у биро ово. И работниците онака, од човечност, се согласија да ги подпишат тие спогодбени прекини на договор за работа, и сега се на улица. Сега не може да добиваат помош од државата, затоа што условот во законот гласи дека луѓе кои што спогодбено останале без работа не добиваат паричен надоместок во услови на невработеност. Што е исто така небулоза. И сега државата треба да излезе во пресред, да им излезе на тие луѓе, колку и да се 1000 луѓе, колку сака нека се, ама треба да им излезе во пресред и да го смени тој закон, да каже дека тие луѓе што останале спогодбено без работа треба да добиваат помош од државата во случај на невработеност. И третото барање, според мене многу важно е, она што и Кристина го начна, за намалувањето на платата. Значи, владата според мене можеше да донесе уредба во која што ги каже нема отпуштање за време на оваа криза, нема кратење на плати за време на оваа криза. Ако некоја фирма ги прекрши овие услови, национализација. Национализација е најлегитимно средство во услови на ваква криза. Италија ја национализираше Алиталија, национална државна, не е тоа државна, тоа е најголема во таа држава, но беше приватна авиакомпанија,
и Италија како држава ја национализираше таа компанија пред 2-3 недели. Франција размислуваше исто така за некои големи компании, не знам што направија, не ги следам вестите во последно време. Германија размислуваше за тоа, Америка размислуваше. Америка во кризата 2008-2009 национализираше неколку банки. Значи, национализација на компанија е најлегитимно средство во услови на вакви кризи. И нашата, Заев тоа го спомна на еден прес. И владава мораше малце похрабро да игра на таа карта, да каже, ако отпушташ работници, ако кратиш плати, те национализираме. Они нема да го направат тоа, затоа што фирмите нема да се доведат во таква ситуација државата да ги национализира, ама ќе спрече фирмите да отпуштаат луѓе. Тоа не го направи, кога веќе не го направи, тоа мораше да го подобри условот за отпуштање на работници, што го спомнав претходно. И второто многу важно, многу од фирмите сега ги намалуваат платите за 50%. Се повикуваат на тој член од законот за работни односи, што вика во услови на виша сила, фирмата има право да ја намали платата на работникот на 50% од платата. Меѓутоа, забораваат дека, односно не забораваат, него намерно тоа го игнорираат, во општиот колективен договор за приватниот сектор стои дека не може фирмите да намалат повише плата од повише од 20%. А сите добро знаеме дека општиот колективен договор има сила на закон. Значи, она што е поволно за работниците, тоа важи во реалноста. Така што, тоа намалување на плати од 50% е незаконско, но се случува во пракса. И не само што се случува во пракса, ние дури ја видовме Министерката за финансии која што јавно го пропагираше тоа, објаснуваше на еден прес колку ќе добие една фирма. Ако сте имале, ако работниците сте ги плаќале 18.000, сега ќе им намалите плата на 9.000, а државата ќе ви даде 14.500, од тие 14.500 вие 9.000 ќе му дадете на работникот, а 5.500 ќе платите за даноци на државата. Во смисла на национализација, тоа што го знаеме од историски преседани последните неколку декади низ Европа се случувале такви работи, обично национализациите биле социализација на таа загубата. А после кризата кој ќе помине, повторно се оди со јавни тендери и се продолжува. Така што национализација, но јавно управување, како што имаме да речеме јавни компании од тип на во електроенергетски системи и така натаму. Би направил една конструкт после тоа да разговараме што понатаму во смисла вака на некој наратив, метанаратив, проекција што очекувате дека ќе се случува, колку долго ќе трае кризата, и бидејќи ова е дефинитивно као темпирана бомба, но уште не е имплодирано, што со работниците, што со синдикатите, дали ќе имаме нешто дополнително освен ова минимално здружување? Кристина, повели. Прво, во врска со тоа Бранимир што го кажа, значи, баш редовно ги следев сите изјави, сите седмици заклучоци, и можам да кажам дека на 27 мислам дека и на Бранимир му пратив. На 27 изла премиерот на државата и вели фирмите кои што ќе отпуштат вработени нема да добијат државна помош, односно кои што отпуштале вработени од денот на прогласување на вонредна состојба. За после 3 дена, значи само 3 дена, сето тоа да се смени и да гласи онака како што Бранимир го кажа. Значи 3 дена. Толку. Нешто не им се вендисало на работодавачите и тоа тука е лоби, еден куп организации кои што имаат отворени врати у влада, у министерства, ке премиери било каде, за по 3 дена да се смени наративот да гласи од моментот на аплицирање. Што правиме со работниците кои што беа отпуштени заклучно до 31.3.2020? Каде се тие? Нашата агенција за вработување и директорката која што кажа на телевизија дека немало откази, тие не ни имаат сервис кој што ќе покаже колку има спогодбени откази, колку има откази од страна на работодавач, колку има друг вид на откази. Значи, како прво, они тоа го немаат. А излезе на телевизија и кажа дека нормално е се, нормална флуктуација, нема откази. Оно што ќе се случува со работниците. Да. Состојбата е прилично лоша. Значи, колку сака некој нека глуми дека нема откази, има откази. Има откази и отказите се од оние кои што ги оценуваат владата, министрите и премиерите, и сами си кажуваат нека преземе државата грижа за отпуштените работници.
Искрено се надевам дека после оваа ситуација вработените нема да бидат, нели, оној македонски стандарден синдром, него ќе се присетат на овој момент кога останале без работа, кога им биле понудени спогодбени откази и кога им биле делени откази поради 3 дена последователно неодење на работа, што ги имаме како случаеви, значи во постапки ни се, да не зборам и за фалсификување на подписи од страна на работодавачи, и тоа го има. Се надевам дека нема да го забораат овој момент кога биле оставени на цедило, кога биле оставени без никаков надомест, без никакво задолжително здравствено осигурување, апсолутно без ништо, и кога ќе се вратат на работа ќе почнат конечно си го ценат својот труд. Искрено се надевам дека преку оваа платформа, заедно со останатите Солидарност, другите организации кои што синдикатите кои што се внатре, покрај правната помош која што ја даваме и ќе ја даваме наредниот период, тужбини барања, се она што треба, инспекцијски надзор и слично, треба малку да поработиме што после криза. Кога истите тие работници што биле отпуштени, кои ќе ги побараат назад, бидејќи тие се тие телефонски броеви, младите ни се надвор од Македонија, значи тие се тие луѓе што утре пак ќе се вратат на работа, се надевам дека искрено се надевам дека нема да го забрават овој момент и дека ќе почнат да искрено и сериозно да размислуваат за синдикално здружување. Тоа е единствена форма на заштита. Чак што мислам дека доколку би имале синдикати во своите фирми, сега министерката за финансии не би разговарала за 50% и некаква си уредба за виша сила. Мислам дека работниците го имаат забраено оној момент синдикално организирање. Што значи синдикатот? Они мислат дека синдикатот значи канта сирење или месо, или немам појма шо. Имаат изгубено доверба во синдикатите, тоа е факт и тоа е оправдано. Реално да збориме дека 3 децени назад ниту синдикати се грижаа за работниците, ниту инспекторат се грижа за работниците, апсолутно никој. Не велам дека ние како граѓанска организација направивме не знам што, меѓутоа нешто помрднахме. Јас би поентирал само дека газдите заборавиле на гневот на работниците во смисла на генерални штрајкови во историски преседани кои што се случувале во 20-тиот век. Јас ви благодарам, па еве, ќе продолжиме понатаму за соработка. Јас пожелувам успешно на повелбата да продолжи, да се здружат уште 20 синдикати ако може и јако работниците да излезат на протести, да се борат за своите права, да барат демократија на работно место и многу други работи, универзален приход за сите, бесплатно здравство, бесплатно образование и така натаму и ќе дојдеме до нешто. Се гледаме. Фала, поздрав. Поздрав. Чао.